Барајте сенка уште од сабајле и не се мотајте околу шпоретите на пладне, им порачува Институтот за јавно здравје на возрастните. Се пробива пат до врвот на Исарот. Од септември започнува изградбата на тврдината. Расте бројот на деца насилници, криминалци и коцкари. 25% од нив веќе одат во казина. 25 години од Охридскиот рамковен договор. Документ што ја промени Македонија. Кредит чини и до 1000 евра, а во старичките домови место пак нема. Што е со домовите во Штип, Проби, Штип и Кочани? Источниот регион трпи најголем удар од овчата сипаница. Досега угинале 7000 овци, а затворени се 38 фарми. Високите температури остануваат и понатаму, а Институтот за јавно здравје повторно апелира за безбедност. Препораката овој пат се однесува на лицата над 65 години како една од најризичните групи. Од Институтот за јавно здравје советуваат лицата над 65 години да избегнуваат директно изложување на сонце, особено во периодот од 11 до 17 часот, како и физичка активност и подолг престој на отворено во најтоплиот дел од денот, кога температурите се помеѓу 35 и 40 степени. Посебно внимание се препорачува и во домовите. Во периодот од 13 до 17 часот треба да се избегнува користење шпорет, рерна и други апарати кои дополнително го загреваат просторот. Се препорачува просториите да се затемнуваат во ролетни и завеси, а да се проветруваат во периодите кога надвор е посвежо. Доколку се користи клима уред, треба да се избегнува прекумерно разладување и нагли температурни разлики. Препорачуваат од Институтот за јавно здравје. Освен сенка, Институтот за јавно здравје советува редовен внес на вода, без да се чека појавата на жет, како и избегнување алкохол и ограничување на пијалоците со кофеин. Лицата со хронични заболувања треба редовно да ја земаат пропишаната терапија и да не ја менуваат по желба. Дали највозрастните се и дисциплинирани? Дома на село, по дворо, седеме си, има сенка, или унетре, клима пуштени. Подладна сенка, друго ништо. Па под сенка, војчко обично вода си пиеме. Овие температури ќе останат и во наредниот период, велат од УХМР, што значи дека препораките се до новата состојба. Денес утре и задутре времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Денеска ќе во попладневните часови ќе има и нестабилност со пороен дожд и грмежи на места. Денеска температурата ќе биде до 38 степени, вторник и среда до 40, четврток и петок ќе има услови за нестабилност, значи ќе има врнежи од дожд, грмежи, засилен ветер, четврток и петок, а на места ќе има услови и за невреме. Кошаркарскиот клуб Соколи Штип е најверојатно нов член на Суперлигата на Македонија. Административната процедура е во тек и практично нема пречки Штип повторно да има екипа во најелитното надпреварување. Кошарката во Штип заслужува нова промоција, а сега со изградбата на салата Джексон ова е вистинскиот момент, изјави градоначалникот Иван Ѓорданов. Има одлична можност за промоција во новата сала, спортска сала Джексон на кошарката која имаме обврска да ја популаризираме, затоа што имаме чувство дека во минатите години многу малку се направи за промоција и развој на кошарката. Штип е град на спортот и верувам дека со овие чекори кои ги превземаме како локална самоуправа ќе дадеме се од себе за да го трасираме патот на младите генерации кон спортот, кон едни вистински вредности кои се неопходни во нашиот град. Кошаркарскиот клуб Соколи ќе се трансформира во акционерско друштво, што значи и поинаков тип на функционирање. Во административниот дел, значи клубот Кошарски клуб Соколи преминува на едно повисоко ниво, ќе ги со формирањето на акционерското друштво од страна на општината, сите права и обврски, спортски и останати, ќе бидат пренесени со договор на новото акционерско друштво, значи тоа акционерско друштво ќе биде, тој клуб ќе настапува во повисоката лига, ќе аплицираме за таа лига, нели со сите наши можности и се надеваме дека ќе бидеме таму. Што очекува и кои се амбициите на новиот тренер, некогашниот репрезентативец Маријан Срабиновски? Ние чекаме
официјално да бидеме промовирани за суперлигаши. Ние во тој правец и почнуваме да ја спремаме екипата. Мора да се нагласи дека во овој момент немаме нешто, мислам, некои, да кажам, голем број на квалитетни играчи македонски, поготово на пазар, но правиме напори да што може да се направи што подобар ростер за тој буџет што го имаме испланирано. Исто така планираме да доведеме и 3 странски заселувања, со што би биле конкурентни во таа Суперлига на Македонија. Се пробива пат до врвот на Исарот во Штип. Ова е воведна градежна активност за почеток на реставрирање и изградба на тврдината. Овој проект чини 1,5 милион евра и еден од најголемите кои ќе се спроведат во општината. Културно-историскиот локалитет Тврдина ќе добие нова, современа и модерна верзија, која ќе се очекува да биде вистинска туристичка атракција, а Штип препознатлив по уште една дестинација. Според предвиденото, градежните активности ќе започнат во септември и ќе траат 3 години. За овој проект, градоначалникот Иван Јорданов на неговата промоција пред повеќе од 1 година изјави: Од она кое што го предвидува самиот проект, како што напоменав, предвидува 3 кули кои што се меѓусобно поврзани со ѕидини, целосно осветлување на оваа кале на овој акропол, пристапни скали и можност за движење на посетители во рамки на самата тврдина, нешто кое што не само што ќе го реставрира и ќе го врати автентичниот изглед на некогашното кале над Штип, туку ќе овозможи со самото целосно осветлување еден нов визуелен изглед на нашиот град, но и можност сите посетители кои што доаѓаат во Штип да го посетат оваа кале и тврдината Исар, која што, како што напоменав, е символ на нашиот град. Универзитетот Гоце Делчев Штип го отвори конкурсот за новите студенти. Има место за 3341 студент на 12 факултети и 3 академии, објави ректорот професор доктор Дејан Мираковски. Првиот уписни рок е идната недела, односно на 19, 20 и 21 август. Објавување на прелиминарните резултати ќе биде на 26 август, објавување на конечните решенија за прием на 31 и запишување на примените кандидати на 1, 2 и 3 септември. За оние студенти кои не чекаат утре, системот е подготвен и активен. Имаме пријави над околу 560 пријави или некаде околу 28% повеќе од истиот период лани пријавено студенти. Студентите може да ги поднесуваат пријавите, може и директно да ги донесат документите, како што кажав, уписите се идната недела, среда, четврток и петок, значи од 19 до 21, тимови од наши тимови се веќе подготвени и присутни на работните места и ќе ги сервисираат сите потреби како и до сега за пријавување на студентите на уписните документи ќе се примаат не само во Штип, туку и во Скопје и во Струмица. Вообичаено, најголем интерес има за факултетот по медицински науки. Најголем интерес за сега стандардно се забележува на факултетот за медицински науки, потоа факултетот за информатика, економски, правен, интерес има и на техничките факултети. Би сакал дополнително да додадам дека и оваа година, како и другите години, ќе имаме за најдобро рангираните кандидати, што се пријавуваат во првиот уписен рок, ослободување од партиципацијата, за кандидатите што имаат повеќе од 80 поени. Согласно досегашната определба, Универзитетот Гоце Делчев Штип за најдобрите и студентите со посебен социјален статус обезбедува студирање без партиципација. Комплетно ослободени од плаќање за 4-годишно студирање се студентите на Филолошкиот факултет на групата за македонски јазик. Расте бројот на деца насилници и криминалци во државата. Порастот е благ, но е присутен, вели статистиката за 2025 година во анализа на Макстат. Според официјалните податоци минатата година биле пријавени 505 деца, што е за 19 повеќе во однос на 2024 година. Во истиот период, бројот на обвинети се намалил од 365 на 305, додека бројот на осудени паднал од 300 на 196, што представува намалување од речиси 35%.
Од друга страна, има раст на пријавите за насилни кривични дела, каде што делата против животот и телото се зголемиле од 51 на 64 случаи. Пораст има и кај кривичните дела против половата слобода и половиот морал, како и кај делата против здравјето на луѓето, каде бројот на пријавени речиси е удвоен. Освен криминалот и насилството во животот на младите, длабоко е присутен и порокот коцка. 1/4 од младите на возраст од 15 до 16 години се коцкаат за пари, а 16% од нив се девојчиња. Тоа најчесто го прават онлайн, а некои веќе седат во казина и имаат солиден коцкарски стаж. 25% од учениците на возраст од 15 до 16 години во Македонија се коцкале за пари во последните 12 месеци. 34% се момчиња и 16 девојчиња. Уште позагрижувачки, меѓу учениците кои се коцкаат, уделот на проблематично коцкање се зголемило од 4,5% во 2019 на 7,6% во 2024 година. Стои во националното истражување ЕСПАТ 2024. Владата досега превзеде низа мерки против порокот коцка, а едно од клучните е затворање на коцкарниците и обложувалниците во радиус од 500 метри од секое училиште. Во финална фаза реконструкцијата на училишно-спортската сала во Општинското основно училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци. Градоначалникот Виктор Паунов денеска изврши увид во работите. Се обновува подот, се прави еден модерен гумен под кој што е специфичен за вакви места, за вакви објекти. Исто така дел од реконструкцијата е и плафонот на самата сала, но и неколку други содржини како собликувалните и некои од помошните простори на овој дел на оваа сала. Проектот е целосно финансиран од Министерството за образование и наука, изнесува некаде околу 2 милиони денари, кои што се, како што кажав, целосно обезбедени од Министерство за образование и наука, општината и училиштето е задолжено понатаму околу одржувањето и функционирањето на овој објект. Од какво значење е реконструкцијата на салата за учениците, но и наставниот кадар? Поквалитетна настава, а пред се од здравствено-хигиенски безбедносен аспект за самите ученици во самата организација на часовите по физичко и здравствено образование. Сала од ваков тип, Карбинци го става на листата општини кои имаат современо спортски училишни сали, како за квалитетно одвивање на наставата, но и за непречена работа на спортските клубови. Карбинци може да се пофали дека ќе ги има едни од поубавите услови, модерни, по сите нормални спецификации кои што ги бара една ваква сала, да можат учениците да спортуваат, но и сите оние кои што да речеме во рамките на спортските општински или училишни клубови би имале потреба, ние им стоиме на располагање. Јала, да. Ево. Ајде. Свесни сме дека рамковниот договор различно се доживува и толкува меѓу граѓаните. Историјата не треба да ја приспособуваме на дневната политика, ниту да очекуваме сите да имаат ист однос кон настаните од минатото. Но, наша обврска е од минатото да извлекуваме поуки и да градиме држава во која различностите нема да бидат причина за поделби, туку реалност со која управуваме мудро, одговорно и во рамките на институциите. Охридскиот рамковен договор е дел од нашата понова историја и од политичката и институционалната реалност на државата. Ова е дел од пораката на премиерот Христијан Мицковски по повод 25 годишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Документот со кој на 13 август 2001 година беше поставена основата за политичко решавање на вооружената криза во Македонија. Договорот беше потпишан во Скопје од тогашниот председател Борис Трајковски и лидерите на 4 најголеми политички партии: Љупчо Ѓорѓиевски ВМРО ДПМН, Бранко Црвенковски од СДСМ, Арбен Џафери од Демократската партија на албанците и Имери Мери од Партијата за демократски просперитет. На потпишувањето присуствуваа и високи меѓународни представници кои учествуваа во преговорите за надминување на кризата. Неговото потпишување следуваше по повеќе месечна вооружена криза и интензивни преговори меѓу домашните политички лидери и меѓународната заедница. Потоа започна процесот на имплементација преку уставни измени и донесување нови законски решенија.
По повод 25 годишнината, денеска во владата се одржа свечена седница на која се обратија првиот вице-премиер и министер за европски прашања Беким Сали и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Охридскиот рамковен договор беше инструмент за прекинување на конфликтот од 2001 година. Тој беше политички договор кој понуди нов начин на организирање и функционирање на Република Северна Македонија. Со овој договор, нашата држава избра да ја гради стабилноста не врз логиката на мнозинството и малцинството, туку врз партнерството меѓу заедниците, врз граѓанската еднаквост и врз поделувањето на правата и одговорностите за сите граѓани подеднакво. Тоа е најголемата промена што ја донесе Охридскиот договор. Четврт век е доволно долг период за да се извлечат одредени поуки, но и да се видат одредени работи од дистанца, да се даде и еден осврт кој што е и може да е пообјективен од она што се случувало во тие денови. Дел од актерите помеѓу нас, дел од актерите за жал не се повеќе помеѓу нас, но дефинитивно она што можеме да го кажеме е дека Македонија беше зафатена од една од најтешките кризи во поновата историја. Конфликтот чукаше на врата, носеше неизвестност, поделби, страф и државата беше на ивица да стане држава на поделби, на раздор и на силен национализам. Туризам, бизнис, култура, млади и природно наследство. Новата програма Најдоброто од Делчево има амбиција општината да ја стави на мапата на препознатливи дестинации. Овде ставува збор за програма за развој и примација на потенцијалите на локално-технолошки развој пред се на општина Делчево, што ќе биде интерсекторско поврзување на сите дејности на општината во функција на локално-технолошки развој. Нашата општина секој располага со значаен природен, културен и човечки потенцијал кој се уште не е доволно видлив и искористен, и со оваа програма ќе бидат дефинирани системски пристапи за промоција на општината како атрактивна, одржлива и отворена за соработка заедница со јасно позиционирање на различни нивоа. Преку 6 програмски столба, општина Делчево ќе работи на препознатливост на градот, привлекување инвестиции, но и пред се поддршка на младите. Како има повеќе специфични цели во кои што се и јакнењето на препознатливост на Делчево како современа и автентична општина, потекнување на туризмот, инвестиции во културата, размена на културни искуства, промоција на локалниот идентитет, традицијата, природното богатство и така натаму. Секако заедно со своите специфични цели ќе ги ставиме младите спортот и современиот живот исто така во фокусот, националната и меѓународната соработка со поединци и организации исто така, и тоа веќе ние повеќе време работиме на истото. Најдоброто од Делчево ќе добие и свој препознатлив брендинг, со кој убавините и можностите на Делчево треба да бидат представени пред пошироката јавност, но и аманет за следните генерации. Јас лично сметам дека треба да биде потврдена и на Совет на општина Делчево и да биде како обврска и како аманет и како закон за идните генерации, идните градоначалници, идните локални самоуправи на Делчево и идните советници да ја спроведуваат и да ја практикуваат. Кревет во старечките домови во државата достигнува и до 1000 евра, но место во нив пак нема. За еден што ќе ослободи конкурираат најмалку двајца, а за прекурет се активираат силни врски и се нудат нереално високи цени. Нашиот родител е во длабока старост и практично е немоќен сам да се грижи за себе. Ние сме во странство и единствено решение е старечки дом. Место нема, а сега ангажираме лице да го негуваат дома, но тоа е делумно решение бидејќи на него помош му треба 24 часа. Ни ветија место, но за најмалку 6 месеци. Објаснува брачен пар од Штип. Овој проблем се однесува на илјадници стари лица, од кои во источниот регион се неколку стотини. Без малку исто толку колку што се предвидени со изградбата на старечките домови во Штип, Проби, Штип и Кочани. Што е со нив и во која фаза е постапката? Точно така дека сумите во приватните се многу поголеми од државните кои што се нависна на минимални социјални, да кажам, плаќења. Затоа и како влада, ресорно и како министерство, стратегија дека треба да се градат старечки дома. Значи, таков веќе еден во Кочани е склучен договорот и пред започнување со градба. Во Кавадарци завршува постапката за јавна набавка, заврши во постапка евалуацијата на самата фирма за избор на фирмата, кој што ќе гради вториот старечки дом е во само една година започнуваме и таму.
Веќе се во фаза други апликации како што е Свети Николе, како општина Крива Паланка, ги мотивиравме и Штип меѓу време и они да направат една лабораторија за еден објект кој што исто така стои кај нив и може да се пренамени. Така да веќе работиме на 5 конкретни проекти кои што ќе значат државни старски домови. Сместувањето во домови е опција и за добар дел од лицата кои се во така нареченото трето животно доба. И како не се добра опција? Добра опција се. Зошто добра опција? Зашо? Кој нема да ги гледа, во кај старски дом ќе ги гледат. Да. Зошто? Па зашо сами треба да се дом. А вака тама има кој да ги чува. Имат и сестра, има доктори, се има. Па сигурно се добри, дека да оде. Дека ќе оде тај. Ако има пари, сега тоа тетка имам у Скопје. 38.000, 40.000 плаки. Она има 22-3 пензија. Синовите, сино и ќерката, делат си парите, плакат. Државните имат секоја пажња, Бога ми. Имат. Посветеност. Големата побарувачка за домски живот креира и можност за добра заработувачка. Лани безмалку 10 милиони евра оставиле граѓаните во домовите за стари лица. Во Македонија во 2025 година работеле 36 установи регистрирани во дејноста социјална заштита со сместување на стари и изнемоштени лица. Тие оствариле вкупно приходи од 564,7 милиони денари, односно околу 9,18 милиони евра и добивка од 346.000 евра. Вчерашното невреме во Штип предизвика големи оштетувања на познатата зграда Нама во центарот на Штип. Оштетени се голем дел од фасадниот, но и кровниот дел од зградата, која некогаш беше трговски символ во градот. Вчера попладне на ова место летаа делови од кровот, фасадата и прозорците, а настрада и столетното дрво кое беше неодменлив декор на зградата кај некогаш популарниот кафе објект Сквер. Силниот ветер вчера конечно ја откри и слабоста на овој објект граден пред 50 на години, бидејќи труло се покажа на сите страни. Паѓаа даски, греди, стакла и друг некогашен градежен материјал, а ризикот отворено присутен е и сега поради што итно реагираа и од општина Штип. На лице место се појавија градежни инспектори со процена за ризик од состојбата. Денес се изврши надзор, односно увид на лице место во објект на улица Ванчо Прке, познат како Нама, кој што е во собственост на повеќе инвеститори, а причината за увидот беше синоќашниот настан од временска непогода и од настанатата штета на отстранување на делови од кровот и од фасадата. Нашата цел беше да ги превентивно известиме инвеститорите и собствениците на поедините делови на објектот да вршат тековно инвестиционо одржување кое е обврска согласно одредбите од Законот за градење. Општина Штип најверојатно ќе изврши едно оградување чисто заради заштита додека не се преземат мерки за обновување на оштетените делови, а бидејќи тоа е постапка која оди согласно Законот за градење и потребен подолг временски период, ќе се направи една превентивна заштита за да може да имат инвеститорите и собствениците на деловите на посебните делови на објектот да имат време да обезбедат техничка документација. Уредно поканетите собственици во рок од 3 дена треба да се појават во општината. Но прашањето е дали тие воопшто ќе се појават, дали ќе се договорат и дали воопшто ќе го направат тоа што треба да го направат, односно објектот да го обезбедат и градежно санираат. Клучното прашање е што во меѓувреме со безбедноста на граѓаните и што ако делови од зградата поради дотраеност продолжат да паѓаат. 7.000 овци досега се угинати и затворени се 38 фарми, поради 50 присутни жариште на овча сипаница во источниот и североисточниот регион. Ова е најтежок удар досега за одгледувачите на овци и ако болеста продолжи со ова темпо, прашање е колку стада и овци ќе останат во регионот. Алармантната состојба ги собира сточарите во најтесно досега, поради што во понеделник Сојузот на одгледувачи на овци ќе одржи пресконференција. Алармантна е. Слушам, баш вчера ми се јавува еден од сточарите. Пред 20 дана ги пријавил дека има болеста, идат инспекторите го констатират болестата и уште тие овци не се уништени. Замислете колку може да се шири на тој регион од овој спор од страна на институциите. Кој регион е најзагрозен? Источниот регион е најзагрозен.
почнува, како што знаете и вие, почнуваше од Куманово, сега се сите градови, Кратово, Штип, Робиштип, Свети Николи. До сега имаме 7000 овци угинати. Мислим дека бројот секој ден расте. Имаме најава дека ќе има, од кога го најавивме пресот, имаме најава дека ќе аплицираме за вакцина и брзо ќе биде донесено, но ние како сточари уште не веруваме ништо без да го видиме тука. Што треба да направат одгледувачите на овци, а што државата во овој случај? Види, одгледувачите на овци го направиле според секој што имал случај, ги пријавува на време, се држат по мерките како што сме ги известиле. Значи, реално, според дека и институциите. Која порака ќе испратите од вашиот закажан прес за во понеделник пред влада? Види, вие како информативно може да го насочиме тој прес, за тоа што веќе не најави дека ќе има вакцина. А ако случајно нема да биде брзо и нема да биде таа вакцина што е потребна за ова болеста, пошто верувам дека никој не го испитал дали е таа вакцина што ја нарачаме за ова болеста што е кај нас, веќе ние спремни сме да излагаме на улица, но не само луѓите, и стоката ќе донесем болна, лека се загради цела Македонија. Да видат и у Скопје дека што е болеста. Добро, во меѓувреме, дали имате сознанија, факти, освен оваа бројка од 7000 угинати овци, колку стада се заболени? Велите, источниот е најзагрозен. Да, има 50 жаришта регистрирани и 38 фарми се затворени. Значи 38 фамилии останат на улица. Сточарите веќе бараат компензација за изгубените грла од државата за повторно да можат да застанат на нозе и да го продолжат својот бизнис. Воспротивно, тие се одлучни дека ќе организираат протести на кои ќе донесат и дел од своите става. Владата ги подржува земјоделците за повисоки цени, но очуди зошто не протестираат пред откупувачите, констатираше премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на прашањето за откупната цена на еварската пиперка, поради која земјоделците и некои нивни здруженија реагираа јавно. Но она кое што е многу чудно, сакам да напоменам, кое што мене ми беше чудно од тие брифинзи кои што ги добив од министерот, е фактот дека и ние ги поддржуваме земјоделците за повисоки цени. И кога им рековме, ајде додиме да протестираме заедно кај откупувачите. Знаеме кои се 3-4 откупувачи најголеми, ајде додиме, еве, не на локација ќе биде министерот, на друга градоначалникот еден, градоначалникот два, а рекоа не. Рекоа не, зашто да протестираме, па тоа нас не ни одговара. Па чекајте, велиме ние, ако вас тоа не ви одговара, владата не откупува, еве, ние ве поддржуваме, ние сакаме да имате повисока цена за вашиот род и заслужувате повисока цена и треба да имате. Вашиот род од страна од купувачите е поценет, ајде заедно во откупните центри да протестираме сите. Ето веш, најно се постигна договор, најно се договори, најно се затвори целата оваа приказна, но добро е што сега сите се задоволни што откупот веќе неколку дена тече онака како што очекуваме. Инаку, производителите и откупувачите сепак се договорија за цени според кои ајварската пиперка се откупува по цена од 40 денари за прва класа, 30 за прва втора класа и за индустријска класа и 15 денари за пиперка класифицирана како најниска класа. Утре времето сончево и топло со температури до 34 степен. Ветрот ќе дува со брзина од околу 7 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 28%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 34 степени, Пробиштип 33, Чешиново Облешево 34, Кочани 33 степени. Температурата во Виница до 33 степен, во Македонска Каменица 32, Делчево исто така со 32 степени, а температурата во Пекчево и Берово со максимални 28 степени.
Според православниот календар, утре е ден на светите седумина младенци во Ефес. Католиците си спомнуваат на Хијацинт.